еве не сега повторно назад со следните содржини одиме понатаму. Ирена, да ја представиме и нашата втора гостинка Емилија Миладинова Аврамчева, председателка на Сдруженијето Добре дојде Македонија. Добротворен дипломатски базар, тоа мощна интересна случка, мощна интересно звучи и еве гледачите зашто ќе имаат можност да слушнат во продолжение, ќе оставам секако на вас. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Слободанче, по втор пат. Добро утро, почитувани. Она што, како што веќе кажа Слободанка, во наредниве минути ќе зборуваме за дипломатскиот базар, добротворен базар, кој што ќе се случува на 2 декември во сабота. Ама пред тоа слушнав дека имаме реклами, така? Да, ја најавивме гостинката, го најавивме разговорот и што ќе следи. Како што кажавме и она што имавме можност да разговараме ние трите, многу интересно ми звучи и јас и ти ќе одиме и ќе присуствуваме. Ете така, договорено. Само ова ќе ги задржиме гледачите да слушнат за што конкретно се работи, но да не ги заборавиме претходно рекламите. И ајде сега ве поканувам да го слушнеме разговорот, она што имавме можност и да го најавиме со колешката Ирина, повеќе за добротворниот дипломатски базар. Повелете. Ајде така, сега можам да си ја најавам мојата гостинка, нашата гостинка уште еднаш, Емилија Миладинова Аврамчева, председателка на Сдруженијето Добре дојде Македонија, Welcome Center. Емилија, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Сега, како што кажавме и пред блокот реклами, поводот за вашето гостување кај нас е она што ќе се случува во сабота, на 2 декември. Ќе се случува еден голем и убав и ексклузивен дипломатски добротворен базар, на кој што ќе има представници од 15 амбасади овде во Македонија, каде што ќе биде еден преубав спој на култура, на традиција, на храна, вино, претпоставувам и музика, така од секоја држава посебно. Ајде за почеток да ја представиме агендата, што е она што ќе се случува 2 декември, местото на настанот е Хотел Мериот, така? Да. Од 11 до 17 часот. Да. Добро утро, убав ден на гледачите на Алфа телевизија. Благодарам што сум денеска тука со вас и имам можност да ја споделам оваа убава информација. Значи, како преседател на Сдруженијето Добре дојде Македонија Welcome Center, се обраќам да ги известам гледачите за, како што рековте, еден прекрасен настан, а тоа е добротворната мисија што ја организира нашето здружение во соработка со амбасадите во земјата. Значи, која е агендата? По кој пат се случува? Ние, значи, како здружение постоиме веќе 15 години. Од самиот почеток ние работиме на таа агенда на општествена одговорност на здружението, бидејќи нашата мисија е културна дипломатија, промоција на земјата преку културата, а како општествено одговорно здружение еднашка годишно го организираме овој настан. Значи, од самиот почеток може 15 години. Ние секогаш го прославуваме денот на детето. Пред, да речам, времето на ковид, бидејќи за времето на ковид направивме голема пауза од неколку години и не го организиравме овој настан, беше 1 јуни по повод на Меѓународен ден на детето, а сега ќе биде во сабота на 2 во Хотел Мериот и овој пат ќе биде по повод на Светскиот ден на детето, бидејќи 20 ноември беше Светски ден на детето, меѓутоа ние бираме викенди кои се погодни за овој настан и така што тоа ќе биде посветено на Меѓународниот ден на детето. Така. Да, сега агендата, значи програмата која еве гледачите веќе може да видат фотографии, подоцна ќе видиме и видео. Да, тоа се од базарите кои се случува низ годините. Значи, почесен преседател е амбасадорот Девид Гир, шеф на мисијата на Европска Унија. Значи, ќе имаме свечено отварање да го најавиме тој настан. Потоа почнуваме со детска програма од 11:30 часот до 1 часот. Ќе земат учество меѓународни училишта и домашни училишта кои тук имаат музичка програма. Од 11 часот веќе амбасадите ќе имаат своји штандови и ќе продаваат своји производи. Тоа ќе биде едно патување низ културата, традицијата, храната, пијалоците
и така натака. И едно преубаво дружење, така во сабота. Да, едно преубаво дружење, ќе имаат можност тие што ќе дојдат на базарот да се напијат Вино. шпанско вино, словенско вино, да купат бугарско вино, ќе има чешко пиво, ќе има чешки кристал, ќе има многу производи од... Сега кога сме кај производите, Да. ме интересира, тие производи секоја земја ги носи од својата држава или се подготвуваат овдека кај нас? Дали ќе има дел од веќе подготвени производи, можеби од членовите од амбасадата? Од Точно која така, држава да значи поред представуваат? тоа што ќе има производи од нивните земји, ќе има и традиционални колачиња, француската амбасада ќе има француски Кросани, колачиња, можеби. ќе има словачка штрудла, ќе има швајцарско чоколадно фондум, ќе има Сахар торта, можеби, од Австрија. Делегацијата на Европска унија, членовите ќе прават торти, колачи, ќе се продаваат разни производи. Значи, едноставно представување на националната кујна и производи на различните држави. Тоа ќе биде патување низ различни земји. Например, Конфуција институт ќе работи со децата на сечење на фигури, калиграфија, и така натака. Значи, ќе има анимација и на децата, и на возрастните. И едноставно тоа ќе биде дружење во една добротворна Оди мисија. во моментот и едно видео, отприлика гледачите може да видат како тоа ќе изгледа. Ова е сега од 2019 година, пред короната, пред ковидот, и сега овдека се значи поставени штандови, истото ќе се случува и во хотел Мериот, така? Да. Секоја држава ќе си има свој штанд и ќе си ги представува своите производи од каде што доаѓа. Така ќе биде навистина еден интересен спој на култура, на традиција, на храна, на вино, како што кажавте, пијалоци, производи. Интересно е да напоменеме дека сите овие средства се наменети за добротворни цели, така? Да. Само сакам да спомнам, бидејќи агендата не ја довршив, од 11 часот па се до 14 часот ќе се продаваат лотарија билети, каде што повторно амбасадите донираат своји производи. Македонските компании се вклучија во своји производи, а извлекувањето ќе биде во 14 часот. Цената на билетот е 200 денари. Значи, бидејќи нашиот народ милува игри на среќа. Да, може да ги покажеме вака на оваа камера овде. Значи, да. Може да се купи... Ова лотарија може да се купи од каде? На настан, така? Да, на штанд Добро дојде Македонија Велкам центар ќе има свој штанд, ќе можат посетителите да купат таков билет и во 14 часот ќе биде извлекувањето на преубави награди. Тоа е, значи, од прилика програмата. Добро, средствата сега се наменети? Да, и базарот планирано да заврши во 4 часот. Ова е, реков, добротворна мисија. Оваа година, бидејќи секоја година имаме различни корисници на деца и лица со посебни потреби, оваа година повторно е на деца и на лица со посебни потреби, кои се сместени во згрижувачки семејства. Ова е проект на владата, каде што започнува веќе неколку години процес на деинституализација. Значи, институциите веќе што беа порано за згрижување на такви деца, полека, значи, се затвараат и станува збор за згрижувачки семејства, и тоа е Тимјани, така се нарекува таа програма на Министерството за труд и социјала, така што ние ќе со средствата ќе побараме кои се приоритетите и со тие средства ќе бидат купени производи кои ќе бидат директно доставени на тие згрижувачки семејства. Каков е интересот за дипломатскиот базар до сега? Имате информации? И кој се може да присуствува? Дали ќе влезот е слободен, се плаќа? Тоа ме интересира, дали може секој буквално кој што ќе посака да влезе, бидејќи просторот тука во хотел Мериот претставуваме малку и ограничен, така? Да, просторот е ограничен, меѓутоа влезот е слободен. Секој кој сака може, има желба, кој сака да го види тој настан, да го поддржи со производи, со купување на лотарија, може да дојде. Значи,
да не се плашиме од гужвата, бидејќи тоа не се случува во време на пола час или на 1 сат. Тоа е настан каде што луѓето доаѓаат и си одат, а повеќе часа трае, така што слободно можат да се приклучат сите граѓани кои сакат да помогнат, кои сакат да бидат дел од ова, да речам, културно и добротворно патување. Низ годините еве вака во организирање на вакви дипломатски манифестации, добротворни манифестации, за кои производи има најмногу интерес? Што најмногу се купува? Што најмногу сакаат нашите граѓани? Која земја можеби се, не да кажеме да не ги двоиме земите, туку кој производ од која земја има можеби вака најинтересен? Дали се тоа можеби вината, пивата како што кажавте, дали има магнети, можеби од секоја држава или можеби од градовите, оние магнети за фрижидери кои што се популарни? Да ви кажам, потребите на граѓаните се секогаш различни. Така што и амбасадите ќе понудат она што имаат можност да го донесат во земјата, а и секако во соработка со компаниите во Македонија, така што не може да се издвојат производи. Афинитетите и потребите на луѓето се различни, децата имаат едни потреби, возрастните имаат други потреби. Например, ќе има полска козметика, бугарска козметика, значи во тој дел. Така што мислам дека козметика ќе има, не само храна и пијалоци. Ќе има и храна и пијалоци, ќе има производи, например, ќе има јапонски чини, стапчиња за јадење. Така што мислам дека е убаво да се посети, да се разгледа. Мислам дека за секого ќе се најде некој производ, некој по нешто, ќе биде интересно дружењето. Амбасадите ќе бидат таму присутни. Тоа мислам ќе биде еден непосреден контакт меѓу представниците на меѓународната заедница и граѓаните на Македонија. Македонски производи нема да има, така? Не, може да има и македонски производи, затоа што има некои амбасади кои поддржуваат доста проекти во Македонија, така што може и дел од тие производи да бидат изнесени на штандовите. Меѓутоа, секоја амбасада си одлучува кој македонски производ ќе биде застапен. Ирина, јас се извинувам, тука само би сакала да поставам прашање дали сите амбасади кои што ги имаме ќе партиципираат и ќе бидат дел од базарот? Не. Затоа и гледавте доста слики од амбасади од минатите години. Не сите амбасади ќе учествуваат и не секоја година се истите. Треба да разберете дека во овој момент е баш се во истиот период со мисијата на ОПСЕ и затоа мислам дека доста амбасади ќе бидат ангажирани, така што некои се вклучија во лотарија, некои ќе имаат штандови, меѓутоа секако дека продолжува оваа соработка со амбасадите во една добротворна мисија. И убаво е да дојдете. Убаво е, навистина интересна случка. Ке појдеме со колечката, навистина падна еден договор каде што ова не би требало да се пропушти, затоа што ако не можеме некогаш да патуваме, па да ги вкусиме храната и сето она што ни го нудат останатите земји, еве вака на ваков начин можеме да им се приближиме. Да, и повторно да кажам, во една добротворна мисија. Да, тоа е и целта. Ајде сега малку да позборуваме за вашето здружение. Добре дојде Македонија, Welcome Center. Овој базар е во ваша организација. Кажавте дека веќе 15 на години постоите. Може ли да споделите некои од вашите активности на здружението покрај организација на овие базари? Да, фактички ние се вклучуваме во добротворство само еднашка годишно. Иначе, нашата мисија, како што реков, културна дипломатија, а тоа е промоција на Македонија пред промоција на земјата тука кај представниците на меѓународната заедница. Значи, ние соработуваме, ние ја промовираме Македонија пред нив, а они ја промовираат својата култура. Значи, имаме настани кои се нарекуваат утрински кафења, каде што обично некоја амбасада ни е гостин и преку амбасадата се промовира нивната култура, имаме различни теми на кои они ја промовираат својата култура, дали земјите како туристички... И вие ја промовирате нашата култура, така? Да.
Да, како едно, да речеме, ќе на интеракција на културите. Ние ја промовираме својата мултикултура, а они ја промовираат својата култура во Македонија и тоа е како на некој начин лик меѓу локалното население во Македонија и меѓународната заедница. Значи, исто така ние сме вклучени во многу проекти, освен во добротворството. Значи, вклучени сме во проекти во сферата на уметноста. Веќе 5-6 години го промовираме мозаикот како традиција и култура на живење. Бевме поддржани за тој проект од амбасадата на Швајцарија, од Бугарската амбасада, од Министерството за култура. Сме работеле доста проекти со амбасадата на Словачка во сферата на екологијата. Сега во моментот работиме на женско предприемништво со амбасадата на Република Словенија, така што нашите тековни активности се во соработка со амбасадите, организираме разни, работиме на проектите, како што реков, во сферата на добротворството, екологијата, уметноста, женското предприемништво, правата на децата и така натака. Значи, нашето здружение е во сферата на културата и соработката на тие ранливи категории како посебен дел кој можам да го издвојам од нашите активности. Така. Имате навистина убава работа, хуманитарна еве да кажеме. Тука некаде и ќе завршиме со уште една најава, уште едно подсетување за сите љубители, за сите оние кои што сакаат да дојдат на 2 декември во хотел Мериот од 11 до 17 часот, спој на култури. Да, повелете? Извинете, до 16 часот. До 16, да, од 11 до 16 часот. Спој на различни култури, различни земји, рековме 15 земји ќе се представат тука. И дојдете, уживајте, дружете се, ќе има навистина интересен настан, интересна забава, ама пред се најважно е дружењето, можеби запознавањето на нови пријателства, така предпоставам нови базари и тоа го има. Да, точно тоа. Една комуникација, како што реков, со представниците на меѓународната заедница, со локалното население, ќе има детска програма, ќе има лотарија и што е најважно, влезот е слободен, може секој да помине, да го посети овој базар и се надевам дека за секого ќе има по некој производ интересен, а доколку некој не најде производ, тука е лотаријата и може да се пробат својата среќа. Така. Символични 200 денари, така толку кошта. Емилија, ви благодарам уште еднаш што бевте наша гостинка. Нема да ве задржуваме веќе овде, бидејќи вие имате нон-стоп проекти, следуваат и други проекти кои што ќе видат повод да бидете повторно наша гостинка. Ви постакувам успешен дипломатски базар на 2 декември и сега да тастате до следната цел веќе безбедно, затоа што веќе кажавме дека Слободанка улиците веќе се во она проба сообраќање на проба од 9 до 12 затворени. Се надевам дека сите ќе може да си стасаме на нашите дестинации за денес. Знаеш што ме интересира, Ирина? Еве кога би биле присутни, ја знам дека ќе се договориме да бидеме дел од добротворниот дипломатски базар. Која земја најмногу те привлекува? На кој прв штанд би? Словенија. Зошто? Па затоа што имам потекло од Словенија и тука веќе знам што треба да си купам. Тука си знам што ми треба и што сакам да си земам. Што е најубавото од Словенија според тебе? Па најубавото, еве ке се сложи најверојатно и Емилија вината. И можеби има едно бучово улје го викаат они, тоа е улје од кајсија. Покрај маслиновото од кајсија и се како ладно цедено масло. Еве како можеме да дознаеме нешто во вас и на базарот. Како ладно цедено масло и се става во салата. Тоа е Б-витамин, тоа е прекрасно нешто, тоа е многу добро за здравје. Ако има, јас со задоволство би дошла и би купила. Истото прашање и за вас? Која земја најмногу би ве привлекла? Па не можам да кажам која земја. Сите се интересни и посебни на свој начин. Да, например, не можам да кажам шпанско вино. Јас сум љубител на црвени вина, полска козметика. Така што има домашно подготвени Италија. Домашно подготвени јадења ќе има. Така што чешки кристали што ме интересира. Така што има доста производи кои сигурно. Значи договорени сме, сабота одиме заедно. Италија поради храната
годината и поради оно што го споменавме, црвеното убаво вино. Да. Ние го имаме кај нас, меѓутоа да пробаме и нешто што е, Да, нели, да. и надвор од нашите граници.